svoj da ne spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, som nas beše Bog i ostana me pomiri, so tebe ne osveti, nema smrt, nema veke krvi. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови, во сите векови и во векови. Амин. Апостол Павле, Римјаните, послание до Римјаните, 12-та и 13-та глава, можне полезни библиски текстови, напишани од самиот Бог, како треба да се однесуваат христијаните. Браќа, во името на Божиото милосрдие, ве молам, подајте ги телата ваши, во жртва жива жртва света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Значи, крајната точка на христијанството е соединување со Бог, душата, телото оди во земја, или во крајен случај се вознесува, во ретки случаи, а душата оди во Бог и живее во присуство на Бог, односно тоа што е пребивање во Бог, во душа, нашата душа, значи да се очисти и да можеме во дух да пребиваме, значи во духовното царство, во Божиото царство, каде што нема храм, туку има престол на кој е јагнето и Отецот во едно, бидејќи во Исуса Христа, кој е јагнето Божјо, нели, живее со сета негова полнота Таткото Небесен. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се, не сообразувајте се со овој век, тоа што ни се случува денес, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Значи, промена на умот подразбира да се исфрлат светските мисли. Базично ние можеме да видиме дека имаме два типа на мисли. Едните се ова што е запишано овде од Бог, Божјата волја и поука како треба да дојдеме и да се вратиме во прегратката на Бог, да пребиваме во неговата љубов, да се очистиме од злото, од отпорот, од сатанската природа.
И другите се сатански и световни мисли кои ги прибираме од светот. Значи, возобновување на вашиот ум е можно кога го читате Светото Писмо и го живеете и се дружите с христијани, имате молитвен живот кон Господ Исус Христос. Зашто заради благодата што ми е мене дадена, на секого од вас му кажувам да нема за себе повисоко мислење отколку што треба да има. Туку нека има за себе поскромно мислење за да расудува според мерката на верата што Бог на секого му ја одредил. Мерка на вера што Бог на секого му ја одредил. Дали имате вера? Дојде еден човек и ми вели, бевме двајца. Ти имаш вера, сега да ти кажам гол боски се качиш горе да помогнеш на дрвото, на Ридон. А на другиот му вели, ти имаш вера, ама ќе размислиш. Значи, ние зборуваме мерката на верата што на секого му е дадена. Зашто како што во едно тело имаме многу органи, но сите органи не дејствуваат на еднаков начин, тој зборува за Христовото тело, за црквата Христова, каде што Исус Христос е нашиот владика и пастор. Така ние и мнозина сме едно тело во Христос. Сите сме во Христос и треба да се љубиме меѓу себе, а секој поединечно сме органи еден на друг. Значи, Бог и христијанството не учи на заедништво, да се љубите меѓу себе, Божјата заповед. Сите да ги љубиме. Според дадената благодат имаме различни дарби. Секој има различни дарби. Ако е тоа пророчка дарба, тогаш нека биде во сразмерот со верата. Пророчка дарба. Да ги предвестува на станите, да ги пророкува на станите што ќе се случуваат. Ако е тоа дарба за служење, пророчка дарба за служење, нека служи. Ако ли пак тоа е дарба за поучување, нека поучува. Ако пак е утешител ги тешите луѓето, нека утешува. Дарител ли е, нека дарува штедро. Кој управува, нека управува со усрдност. Кој прави милосрдие, нека го врши тоа со добра волја. Ете ги упатствата за христијанскиот живот. Љубовта покрива многу гревови. Ако е љубов, немам ништо не сум. Ако љубов немаш, брате, ништо не си. Љубов кон сите. Љубовта е во Бог, Бог е љубов. Значи, 12 глава Римјаните, 9 стих, љубовта нека не ви биде лицемерна. Стојте понастрана од злото, прилепувајте се кон доброто. Со својата братска љубов, сакајте се срдечно едни со други. Тоа е христијанство, тоа е Исусова црква. Надпреварувајте се во почитување еден кон друг. Тоа е Исусова црква. Во усрдноста да не сте колебливи, бидете со горлив дух, служете му на Господ. Служење на Господ подразбира да разбереш дека на земјата си дојден да се спасиш сами од себе си, да го познаеш Бог Исус Христос, а потоа да помогнеш да бидеш ловец на луѓе. Дојдете, ќе ве направам ловци на луѓе, да помагаш да се спасуваат душите, тие околу тебе, најпрви, но потоа и другите. Најпрви тие околу тебе, твоите блиски. Радувајте се во надежта, во маката бидете трпеливи, а во молитвата постојани. Во маката трпеливи, радувајте се во надежта, а во молитвата постојани. Татко мој, во името на Исус те молам, да ме научиш да се молам и најави на сон да не сопирам со молитвата, да се молам, Господе, рахмасихим бирахам, зашто само молитвен збор, арах поостар од секаков меч, ги растура упориштата на сатаната. Помагајте им на светиите во нивните потреби, трудете се да бидете гостопримливи,
Благословувајте ги оние што ве гонат. Важна кота на христијанството, на Исус Христовата црква. Благословувајте ги оние што ве гонат, ги благословувам сите оние што не се како мене. Јас немам непријатели. Благословувам Господе. Благословувајте ги, не ги проколнујте. Најпрво сите христијански заедници во кои сум престојувал, мирот Твој префрли го на нив, Господе. Им простувам на сите што не осудувале, што не сакаат. Отвори им ги срцата да разберат што е вистинско христијанство. Радувајте се со оние што се радуваат и плачете со оние што плачат. Тоа е Исус Христова црква. Плачете со оние што плачат, радувајте се со оние што се радуваат. Бидете меѓу себе едномислени, не ставајте си во умот високи работи, туку предајте се кон скромни нешта. Не мислете дека сте мудри и никому не враќајте зло за зло, никому не враќајте зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Тоа е Христова црква. Една црква е запишана во Светото Писмо. Тоа е Исус Христова црква, христокефална црква, не автокефална, каде Христос е главата, а ние сме сите органи на тоа Христово тело. Ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Кога поваѓам во некоја црква или заедница, употребувам мир вам, и ако куќата биде достојна вашиот мир, нека прејде на неа. Ако пак куќата, црквата, заедницата не е достојна вашиот мир, нека се врати кај вас. Не одмаздувајте се, возлюбени, за себе, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишано: одмаздата е моја, јас ке отплатам, вели Господ. Војната не е ваша, туку е Божја. Јас ке отплатам, вели Господ. Не одмаздувајте се, и така ако непријателот твој е гладен, нахрани го. Ако е жеден, напој го, зашто правејќи го тоа ти ќе му натрупаш жар на неговата глава. Нахрани го и напој го непријателот твој. Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро. 12 глава, 21 стих, Римјаните. И сега доаѓаме во Македонија, има избори, се караат, се пизмат. 13 глава, послушност кон државната власт, нешто што е неразбирливо за нас во современиот свет без Исуса Христа, зашто тој ни дава сила да разбереме, да го промениме својот ум и од световен ум да станеме, да добиеме Исус Христов ум. Значи секоја мисла има еден стих да му е подредена на Исуса Христа. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Секоја душа да им се подчинува на предпоставените власти. Да им се подчинува на властите, зашто нема власт што не е дадена од Бога. Нема власт што не е дадена од Бога, и оние што ги има се одредени од Бога. Затоа оној што се противи на власта, тој се противи на Божјата наредба, а оние што се противат ќе паднат под досуда. Колку е тешко тоа да се разбере. Имаме демократија, луѓето се тепаат за власта, се пизмат, не прифаќаат по тоа ако ќе не се на власт. И ние вртиме сатански круг на осудување, таму го опишува: одмаздата е моја, јас ќе одмаздам, вели Господ. Зашто началниците не се страшни за добрите дела, туку за лошите. Значи 13 глава Римјаните, 3 стих. Сакаш ли пак да не се плашиш од власта, тогаш прави добри дела, па ќе добиеш и пофалба од неа. Зашто таа е служител Божји, власта е служител Божји за твое добро. Ако пак правиш зло, тогаш страхувај, бидејќи таа не носи залудно оружје. Таа е служител Божји и со гнев се одмаздува на оној што прави зло. Значи власта е дадена бидејќи човекот, ако нема закони власти, ќе убива, ќе краде, но знае кога направи тоа, ќе оди во затвор. Друга е состојбата како таа власт се однесува и дали тоа го прави со Бог или без Бог, но секако тука е запишано дека треба да им се покоруваме на властите, и тоа е малку тешко разбирливо во современиот свет без Исуса Христа.
Зашто е нужно да се покорувате, и тоа не само поради страв за да не паднете во затвор, туку и поради совеста своја. Затоа и данок плаќате, зашто тие се Божји службеници и со тоа постојано се занимаваат, зборува за односот кон власта. И така дајте секому што сте должни, кому сте му должни данок, да му се даде данок, кому царина, царина, кому стравопочит, кому чест, чест. И не должете никому ништо. Не должете никому ништо, освен да се сакате, да се љубите еден со друг. Значи, никому ништо не должете, освен да се љубите еден со друг. А толку е тешко, бидејќи човекот е демонска природа, сатанска природа, отпаднат од Бог. И во него, како што вели апостолот Павле, не живее доброто, туку злото. И потребна му е сила од Исусовот дух. Духот Божи му е потребен, светиот дух, Исусовиот дух, да му даде сила. Значи, да се оттргне од злото. И не должете никому ништо, освен да се сакате, да се љубите еден со друг. Зашто оној што го љуби ближниот, го исполнува законот. А зошто луѓето не се љубат? Зошто луѓето не може да го љубите ни сопствениот брат, сопственото семејство? Се окавги. Затоа што се сатанска падната природа и без Исус не можат да се вратат во Царството Божјо. Не можат да го променат својот ум, да го исчистат своето срце. Чисто срце создај во мене, Господи, за да го видат Бог. И во главата имаат сатански мисли, сатански ум, сатанско тело, и тогаш душата е заробена во тоа гревовно тело и тешко е да се оттргне, бидејќи заповедите, значи 13 глава, 9 стих, не прави прелюба, не убивај, не кради, не сведочи лажно против својот ближен, не баре, не пожелувај ништо што е туѓо, и секоја друга заповед. Заповедите што Бог му ги даде на Мојсеја се содржат во овие зборови: љуби го својот ближен како самиот себе си. Љуби го својот ближен како самиот себе си, човеку, сине човечки, ако го љубиш својот ближен како самиот себе си, ти ќе тргнеш на патеката кон Исуса Христа, од син човечки, сатанска природа, син на ѓавол, да станеш син Божи, да се вратиш во прегратката на татковата љубов, да се очистиш. Љуби го својот ближен. И ние сме овдека на земја, оваа земја на сенка смртна, на патот на љубовта. Треба да го исчекориш тој пат на љубовта. Значи, љубовта не му прави зло на ближниот. И така, љубовта е исполнување на законот. Законот. Значи, во светот има закон, старозаветен, без Исус, око за око, зап за зап. За да го разберете. Се оно што ви го прават вам, правете им го и вие. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. И замисли колку пати си осудил, колку пати си правил зло, колку пати си бил во похода, колку пати си бил во грев. Не можеш да издржиш, на крајот ќе додеш кај суд и треба да го платиш, тој ќе го платиш со твојата душа, паѓаш долу во огнено езеро, душата твоја му припаѓа на сатаната. Не можеш да оди кај Бог. Но, ако добиеш Божји ум, промена на твојот ум, живееш во Бог, го предадеш својот живот, своите тела во Богу угодна жртва. Значи, телото не живеам јас, вели апостол Павле, туку Христос живее во мене. Тогаш Исус ќе ти даде сила, ќе се насели со тебе. Ако останете во моето слово, тоа е ова. Ќе дојдеме со Отецот и сокровиште ќе направиме во него. И кога ќе направи сокровиште Отецот во дух во тебе, тогаш ќе имаш сила да се спротиставиш на злото. И тоа правете го знаејќи го ова време, веќе дојде часот, македонци мои, браќа и сестри во Македонија, да се разбудите од сонот. Разбуди се, зашто спасението е сега поблиску до нас, отколку кога поверувавме. Ноќта одминува, а денот се приближи. Да ги отврлиме пак сите дела на мракот и да се облечеме во оружјето на светлината. Да живееме пристојно како дење, не во срамни гоштевки и пијанство, не во блуд и нечистотија, ниту пак во препирки и завист. Ах, македонци мои, ах, браќа и сестри, што ви се случува?
на какво валпургиско орове фатил сатаната. Туку облечете се во Господа Исуса Христа. Облечете се во Неговата љубов, облечете се во Господа Исуса Христа, Римјаните 13 глава 14 стих. И грижата за телото не претворајте ја во страсти. Значи, телото го предавам на богугодна жртва за тебе, татко мој. Во името на Исус те молам да ми дадеш сила и на сите овие луѓе што ги слушаат овие слова, да ги допрат во срцето, да разберат што треба да променат, да се покајат, да клетнат на колена, да го повикаат Твоето име. Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. Исусе Христе, помогни ни. И да почнат да го чекорат патот на љубовта, да се облечат во Твојата љубов, да се облечат во Исуса Христа и да врват по Него, зашто единствената заповед која е потребна за да преживееш човеку и да се вратиш кај Отецот Небесен е: љуби го својот ближен како себе си. Затоа овие Божји слова што не ги напишал човек, туку самиот Бог, колку и да се преведени поинаку, да се поделени во стихови, да се отфрлени некои глави, тие во себе, бидејќи се повторуваат одредени работи, содржат доволно живот за милиони луѓе, а не само за тебе, за една душа. Ако ги читаш, да оживееш во духот, зашто човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. И тогаш ќе се разбудиш во духот твој, ќе оживееш во духот твој, зашто духот е тој што оживува, а телото ништо не помага. Духот се храни со ова, ако не го читаш Светото Писмо, ти тогаш си мртов во духот. И така имате еден ум кој треба да се преобрази во Христов ум. Имате едно тело кое треба да биде богоугодна жртва на Христос. И имате облекување во љубов во Исуса Христа, да се облечете во Исуса, и имате сето оружје Божјо. Појасот на праведноста, нозете на Евангелието на мирот, шлемот на спасението, оклопот на правдата, мечот на духот, со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги прелил врз мене, моето семејство, моите љубени, моите ближни. Се молам за моите непријатели, се молам за македонските водачи да им се отворат срцата и да го живеат, да го исполнат законот со единствената заповед, заповедта на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си. Ах, колку е тешко сатанската природа, твоето тело гревовно, тоа што живее во тебе, сатанскиот ум да љуби. Зарем е тешко да се љуби, а сите знаат дека љубовта е долготрпелива, полна со добрини, не бара свое. Љубовта никогаш не престанува. Љубовта е вечна, затоа што Бог е љубов. И кој пребива во Бога, пребива во љубовта. И ти, брате и пријателе, размисли каде пребиваш, дали пребиваш во Бога и во љубовта, или пребиваш во овој сатански свет и со сатански мисли го играш сатанскиот круг на омразата и смртта. Ве оставам во молитвен миг да го повикате Исуса Христа, да изберете вистински живот, зашто само Бог дава живот. Исус вели: јас сум патот, вистината и животот. Во Библијата има добро напишан еден стих: ви давам право да изберете живот или смрт. Што ќе избереш, тоа ти се дава. Исус Христос е животот. Сето друго е смртта. Колку и да ти изгледа неразбирливо сето ова, погледни и размисли зошто е толку тешко да го љубиш својот ближен како себе си во овој сатански свет, во оваа долина на сенка смртна. Зошто е тешко да се љуби? Затоа што љубовта е самиот Бог, и за да љубиш треба Бог да престојува во твоето срце. Мир вам, македонци, христијани мои, до Божјиот царство небесно. Тесен е патот што води кон животот, и малкумина го наоѓаат. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Исус напред, ние по Него. Амин.
Oče moj, prati Sinoć svoj da ne spasi nas, Isusa Hristosa.